Животот на Данил доживеа потреси по руската инвазија. Тој и неговата мајка Јулија побегнаа од Киев пред една година. Останаа во Днипро, но беа принудени повторно да побегнат бидејќи градот беше нападнат и што туку пристигнаа во полскиот пограничен град Медика. Сега имаат нов план. Новиот партнер на Јулија е возач на камион. Ке живеат со него во камионот додека тој вози низ Европа. Не е толку лошо, бидејќи е топло и имаме струја. Имам 3-годишен син и не е лошо. Безбедно е за нас. Полина Осадча помага да се грижи за Данил. Осадча е бегалка која сега работи за Обединетите нации во овој прифатен центар на граничниот премин Медика. Таа вели дека украинците се прилагодуваат на војната. Кога имаше проблеми со прекин на струјата првпат, сите луѓе беа под стрес и шокирани. Но сега имаме генератори. Британците Мо Хорник и мајки Стюарт Ричардсон се од добротворната организација Mad Foundation, која носи помош во Украина и пренесува бегалци назад во Британија. Но денес имаат патник мачка. Собственикот на ова мало маче живее во Обединетото кралство некое време и навистина очајно сакаше повторно да се поврзе. Помогнавме да се организира транспортот. Речи си е поважно од кога било, луѓето да останат свесни за ситуацијата во Украина. Мислам дека многумина можеби се чувствуваат малку уморни од вестите што ги гледаат, но ситуацијата е се уште многу очајна. На преминот Медика има многу промени за една година. На почетокот на руската инвазија до 30.000 бегалци се прелеваа преку границата секој ден. Сега само неколку стотина дневно ја минуваат границата. Народните кујни се заменети со тезги за мобилни телефони. Автобусите брзо ги префрлаат украинците од границата. Градоначалникот на Пшемишел, на неколку километри од границата, се присеќава на хаосот од пред една година. 40% of all refugees 40% од сите бегалци од Украина поминаа низ овој град. Огромен број луѓе поминуваат низ толку мал град. Многу од нив се многу гладни и жедни. На некои од нив им е потребна медицинска помош. Поранешниот супермаркет во Пшемишил е претворен во хуманитарен центар. Тука се складирани огромни количини храна и пијалаци, медицински материјали, кревети и кебиња. Има стравувања дека обновената руска офанзива ќе создаде нов бегалски бран. Го имаме целиот логистички систем подготвен да се прошири. Имаме многу складирани кревети во училиштата и повторно сме подготвени, но се надевам дека таа ситуација нема да се повтори. Руската инвазија донесе милиони бегалци во Полска и голема копнена војна пред вратата на НАТО. 12 месеци подоцна, со мали знаци за крај на конфликтот, сите страни се подготвуваат за долга војна.